Во продолжение на Newsflash. Црквата Раѓање на Пресвета Богородица во Детройт, сојузната држава Мичиган, важи за еден од најубавите верски објекти на македонските иселеници во Северна Америка. Од серијата на Гласот на Америка на македонски за македонската заедница во Детройт, репортажа на Јане Бојаджиевски. Зачетоците на организираниот црковен живот во Детройт меѓу македонските иселеници се на почетокот на 70-тите години од минатиот век. Иконостасот Раѓање на Пресвета Богородица го насликал најдобриот европски фрескосликар Кристијан Самуел, раскажува Прота Драги Трпевски, кој веќе 26 години живее и работи во Детройт. Еве, например, ќе земеме иконата од Господ Исус Христос. Жолтата боја што ја гледате, тоа е 23 каратно злато. Заправо тоа се фолии кои што се лепени, 23 каратно злато, а испод нив гледаме македонска орнаментика, грозие, класија, исто така и иконостасот кој што е составен и изграден од мермер и на него исто така гледаме грозие и други македонски символи. Изградбата на црквата започнала во 98, завршила за 4 години. Централната купова е насликана за 3 месеци. Црквата има 12 прозорци и ноќе се со особено впечатливи, затоа што од нив извира 3 бои: бела, жолта и црвена. Црвената сјае посебно за Великден. Прота Трпевски вели дека во црквата, исто како и во родниот крај, има крштевки, венчавки, погребни церемонии. Ова е место каде може да се премости носталгијата по татковината. Во неделите, кога има богослужба, црквата е многу посетена. Отец Синиша Ристовски е нов парокиски свештеник во мултиконфесионален Детройт. Тука живее 1,5 година. Црквата има многу активности со светите богослужби. Народот како народ многу ги почитува традициите, обичаите. Имаме доста крштевки, доста венчавки и дај Боже, нели, и наредните години така да се множиме овде во Детройт, да видиме едно македонско тело кое што навистина представува една вистинска нација и една вистинска држава. Во храмот секој петок има часови по веронаука со литература издадена од Македонската православна црква, одобрена од Македонското министерство за образование, вели отец Синиша. Оваа црква зад мене може да влезе во Гинисовата книга на рекорди, затоа што го има најголемиот надворешен мозаик во светот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт.